8 часот 34 минути и како што најави Јована, после прекрасната музика на Синтезис, продолжуваме со следниот разговор, следното интервју во Македонија на Аутро. Ако во некоја општина во Македонија се работи интензивно и секојдневно, тоа е општината Крива Паланка. Втор пат во Македонија на Аутро ни гостува градоначалникот, односно таткото на општината, господинот Сашко Митовски, бидејќи го поканивме затоа што имаме дефинитивно за што да зборуваме. Идеја за да биде наш гостин ни беа сите оние фестивали и културни активности кои што периодов се случуваат во општината, но секако ќе дадеме осврти на значајните проекти, доста значајни за жителите на општина Крива Паланка, но и на жителите кои што живеат во опкружувањето, во околината. Градоначалник, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата и можноста ова утро да видам дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Поздрав до вашите гледачи и секако поздрав до моите кривопаланчани. Забавно лето беше во Крива Паланка, тоа всушност беше идејата за да ве поканиме во студиото, но би сакал интервјуто да го почнеме со прво оние важни проекти за граѓаните кои што се однесуваат на инфраструктурата, на спортот на младите, па потоа ќе дојдеме и до тоа да ги поканиме гледачите да бидат дел од тоа што се случува периодов кај вас. Почнуваме на тема инфраструктура, доста асфалтирани и завршени проекти, некако со години градот како да спиеше, тоа го констатиравме и во неформалниот разговор пред да почне интервјуто, бидејќи нема човек од нас кој што не поминал барем еднаш низ Крива Паланка, одејќи еве, ако не таму директно во градот, одејќи кон соседна Бугарија. Но нештата во последно време се менуваат и навистина градот е разбуден. Па на мене навистина ми мило и драго што е вашата лична констатација токму таква и можеме слободно да кажеме дека Крива Паланка се гради како никогаш. Претходно и навистина се инвестира и со помош на државата, но и ние како локална самоуправа и во изминативе 10 месеци, отколку сум дојден на оваа позиција, навистина нема да бидам нескромен, туку ќе кажам дека имаме еден динамичен, турбулентен период, каде што навистина со мојот тим, со општинската администрација, го посветивме времето во решавањето на секој еден проблем и на секоја една единка. Така да, навистина задоволство и чест да се седи тука и да се редат проектите кои што во изминативе 10 месеца се реализира во Крива Паланка. Така да, јас сакам да дадам осврт на неколку крупни значени проекти кои што во изминатиот период се реализира во Крива Паланка. Мора да ги споменам тука два важни патни правци кои што ги завршивме во изминативе 10 месеци. Едниот патен правец е кон селото Огуд во должина од 5 км и вториот патен правец е кон село Луке во должина од 4,4 км во вредност од 17 милиони денари и првиот во вредност од 20 милиони денари. А вториот по 40 години? Да, по 40 години се реконструираат овие два патни правци и овие патни правци ги реализиравме со помош на јавното предпријатие за државни патишта. Исто така, значено во изминативиот период што се реализираше, изградивме пешачка патека која што води до манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски. Овој проект е реализиран со нашата партнер општина од Република Бугарија, тоа е општина Дупница, во вредност од 223.000 евра. Овие се европски средства, од европските фондови. Исто така, дополнително работевме на уредување на минор коритото на Крива река. Средствата ги обезбедивме од Министерство за транспорт и врски преку Светска банка во вредност од 6 милиони денара, тоа е фаза дел 3, и дополнително обезбедивме уште 6 милиони денара од Министерството за животна средина, каде што во текот, во моментот градежните активности се одвиваат на терен и имаме реализација на коритото во дел 4. Исто така, она што е значено, кога сме кај патната мрежа, во изминатиот период го обновивме и целосно го изградивме патниот правец кон градските гробишта во Крива Паланка и решивме еден горчлив проблем на граѓаните на Крива Паланка. Средствата тука се обезбедени исто преку Министерството за транспорт и врски од Светска банка. Исто така направивме изградба на нов патен правец во село Бс и село Кошари и овој патен правец во наредниот период треба да значи поврзување на Крива Паланка со локалитетот Кален камен. Тука средствата ги обезбедивме од Бирото за регионален развој во висина од 9 милиони денари. Исто така во ромското мало единство изградивме нов патен правец
средствата ги обезбедив од Министерство за транспорт и врски и во моментов таму се работи на пристапен пат во истото тоа мало. Така да, во делот на патната инфраструктура доста вложувавме. Она што е значено дека во текот на оваа недела градежните активности ќе завршат во населба Мизолски ливади, таму градиме комплетно нов патен правец, средствата се обезбедени од ТАВ програмата и исто така во моментов и во текот на наредната недела веќе ќе биде завршен патниот правец во село Кондотница, во улица викана Вршачка. Она што може би е значено да го напоменам кога сме кај градежните активности, во моментот во Крива Паланка, и еве најавуваме тука на 28 август на големиот верски празник Богородица, во употреба ќе биде ставен новиот објект во детската градинка Детелинга, клон Поточиња, во вредност од 26 милиони денари, од кои 3 милиони денара се инвестирани, кофинансирани од самата општина. Исто така, оно што е значено, Крива Паланка во наредните 10 дена пред Центарот за култура ќе добие нова киносала проект во вредност од 4 милиони денари и средствата таму се обезбедени од Бирото за регионален развој. Исто така, дополнително, како општина работиме и на уште неколку други проекти. Еден од тие проекти е исто меѓуграничен проект со град Лесковац, нашата партнер општина од Република Србија. Таму градиме пешачка патека од локалитетот Станички водопади до Калин камен. Дополнително градиме уште една пешачка патека, тоа е пешачката патека Стара Вада, средствата се обезбедени од Бирото за регионален развој и дополнително работиме на уредување на градските тротоари од влезот на Крива Паланка до градската градинка Детелинка и од излезот на Крива Паланка до место викано Осички мост и тука очекуваме градежните активности да завршат до крај на месец септември. Исто така, во еден од објектите на градската градинка Детелинка добивме грант од Јапонската амбасада во висина од 60.000 евра и имаме реновирање на самата кујна по нови ХАСАП стандарди и реновирање и обнова на помошните простори во самиот тој објект. Така да, навистина еден турбулентен, динамичен период. Убаво турбулентен период, позитивно турбулентен период. Само да поменеме кога зборуваме за инфраструктурата, дефинитивно е една од најважна тема за да една општина се развива и дефинитивно тоа го имате сватено уште на почетокот од мандатот, затоа и најверојатно имате вака пристапено на овие проекти. Се работи на решавање на сообраќајниот метеж во градот, најавувате и проекти за тоа, што исто така е важно за кривопаланчани? Па вака, во моментот, еден најголемите, најгорчливите проблеми е сообраќајниот метеж, кој што ни се случува во централното градско подрачје, затоа некако одговорна локална власт. Во моментов работиме на проектно решение, значи на изработка на основен проект за зонско паркирање и моите очекувања се дека од 1 јануари наредната година во Крива Паланка ќе добиеме зонско паркирање, но дополнително работиме и на проектна документација, обезбедивме проектна документација за централната градска улица, каде што е предвидено проширување на целата централна градска улица со трета лента за можност за запирање и паркирање. Тука средствата веќе ги имаме обезбедено од Светска банка, некаде околу 700.000 евра. Очекуваме во наредниот период тендерската постапка да биде распишена и еве веќе од наредната година да пристапиме кон реализација на овој крупен и капитален и значаен проект за граѓаните на Крива Паланка. Инвестирате доста во младите, покрај, нели, зборуваме еве сега за инфраструктурата, за да економски се развива едно место, да можат жителите да функционираат, но важно е да се задржат и младите преку разни проекти. Ние сме и пријатели на социјалната мрежа Facebook и тоа е исто моја констатација, редовно објавувате такви информации, такви вести, како го слушате нивниот глас, како зборувате за нивните проекти и нивните потреби. Па ајде да издвоиме нешто и за тоа што се работи за нив. Па, мене навистина ми е мило и драго како локална самоуправа што во изминативе 10 месеца дадовме
особено внимание и кон делот на младите и младинските политики. Мора да напоменам дека на почетокот на мојот мандат поставивме едно урбано детско каче, прво таков вид и таков карактер во нашиот град, со помош на кинеската амбасада. Тоа детско каче е поставено во самиот градски парк. Дополнително, едно такво детско каче ќе обезбедиме и во наредните 10 на 15 дена во населба Лозаново ќе добие ново детско каче од таков карактер. Но она што е битно и што е значено е општината проектира во моментот 15 вакви детски качиња и мојата цел, мојата индиција до крајот на мојот мандат секое населено урбано место да добие по едно детско модерно урбано каче. Дополнително мора да напоменам дека изготвивме целосна проектна документација во населба Бавчалок за ново детско каче, нов парк и ново детско каче тамо во населба Бавчалок. И таа проектна документација е аплицирана во бугарската амбасада и очекуваме позитивен исход по однос на таа апликација. Она што е битно и значено кога сме кај младите, мора да напоменам дека со одлука на Советот во општина Крива Паланка од оваа година секој новороденче во Крива Паланка на територија на општина Крива Паланка добива помош по 3000 денара и од оваа учебна година секој прводеленче ќе добие помош во висина од 3000 денари. Исто кога сме кај капиталните инвестиции заедно со Агенцијата за млади и спорт, во текот на оваа година ќе започнеме изградба на спортско игралиште, повеќенаменско игралиште во село Мождимјак и исто така спортскиот комплекс во Крива Паланка ќе добие нова модерна фитнес зона. Исто така со Агенцијата за млади и спорт работиме на обезбедување на проектна документација за затоплување на спортската сала Брнители. И сето ова го правиме затоа што Крива Паланка, верувате ми, дека е расадник на млади спортисти, на млади таленти. Имаме прваци, кошаркарски и јуниорски прваци во кошарка, имаме прваци во пинг-понг и дополнително ние како општина за прв пат во историјата формиравме футсал клуб кој што е од оваа година ќе се надпреварува во втората лига на футсал клуб, футсал лигата. Така. Завршуваме со туризмот, тука ќе го споиме и тоа што го имате како богата културна понуда летово, не е ништо завршено, се уште има настани. Само извинете ми, кога сме кај младите, мора да напоменам дека баш оваа недела во Крива Паланка се одвива една активност, тоа е фудбал за сите на градскиот стадион во Крива Паланка и практично имаме 240 млади запишани дечиња од возраст од 5 до 7 години кои што имаат можност да уживаат во фудбалската игра, но и да се дружат и да се забавуваат. Так. Покровител на оваа манифестација, на оваа активност е општина Крива Паланка. Така, ова е на иницијатива предпоставам на општината. Да, на иницијатива на општината. Преминуваме на тема промоција на туризам, Крива Паланка како викенд дестинација и доста настани се случува, но и ќе се случуваат во престојниот период. Па да, кога сме кај туризмот, мора да напоменам дека последниот викенд кој што е позади нас, во Крива Паланка се одржа едно традиционално джип рели, кое што на некој начин имавме можност да уживаме низ сите они убавини кои што ги нудат Осоговските планини, едно навистина адреналинско пријатно доживување. Општината е генерален покровител на овој настан. Имавме повеќе од 500 учесници со 250 различни теренски возила и навистина, како што кажа... Сега може колегите од режија само да повикам да ни ги пуштат, имаме подготвено инсерти. Да, повелете, градоначелник, продолжете со тоа. Ние ќе ги видиме инсерти. Да, имавме можност да уживаме низ... Еве, може да проследите низ самото видео, да уживаме низ убавините кои што ги нудат Осоговските планини. Ова джип рели се одвиваше 2 дена. Првиот ден беше возење низ Осоговските планини, вечерта имавме кампување на локалитетот Калин камен, а утрото ден имаше надпреварувачки дух целото джип рели. Така. Јас ги уважавам Осоговските планини. Ова прв пат се случува како настан? Не, ова е традиционално настан кој што го правиме, го организираме секоја година. Одлично. Сега какви настани не очекуваат во следниот период? Кога сме кај туризмот, мора да напоменам дека ние како општина
во изминатиот период, заедно со распејани паланчани и со нашите пријатели Даци и Александар, Така. изработивме на композиција на стара паланичка песна "Блазе тебе мало моме". За истата таа композиција изготвена видеозапис и на мене ми навистина многу мило и драго што баш таа композиција предизвика огромни позитивни внимание во јавноста. Така. Завршуваме со културната понуда во Крива Паланка. Па вака значи користам можноста и приликата, но и испровоцирани, измотивирани на она што ни се случуваше за време на новогодишните празници, заедно со Центарот за култура, заедно со локалната установа Градски музеј, во Крива Паланка организиравме едно богато и понудивме едно богато културно лето, каде што практично во изминативе 2 месеца, на секој 2 до 3 дена немаше настан кој што не се случуваше во самото централно градско подрачје, во новиот градски парк и плоштад, во амфитеатарскиот дел, и мене ми навистина мило и драго што токму овие настани беа позитивно поздравени од самите граѓани со нивната масовност. Како што кажав, значи, во изминативе 2 месеца имавме Паланичко културно лето. Паланичкото културно лето го призавршуваме оваа недела кој што е пред нас. Така да од денеска по повод на големиот верски празник 28 август Богородица и 29 август празникот на градот Свети Јоаќим Осоговски, општината организира традиционален меѓународен фолклорен фестивал кој што ќе се одржува 17 пат поред и имаме учесници оваа година од 6 различни држави: Бугарија, Турција, Босна и Херцеговина, Хрватска, Република Србија и Македонија. Предвидено е секоја вечер да имаме дефиле по централната градска улица и на самиот градски плоштад да се одржува тој 17 поред меѓународен фолклорен фестивал. Значи од вечерва до петокот се одржува тој меѓународен фолклорен фестивал, а веќе на сабота 27 започнуваме со Джојфест. Настапи таму ќе имаат Бени, Каролина и Брас Брадер, за да на 28 продолжиме со Црвена јаболка, Нокаут и секако на барење на граѓаните на Крива Паланка и по желба на граѓаните на Крива Паланка да имаме настап на мега звездата Аца Лукас. Што се случи со информацијата што излезе за средствата од страна на Министерството за култура? Па вака, јас тука навистина искрено не би ја коментирал одлуката на Министерството за култура. Тоа ќе го оставам да го кажат граѓаните, но она што морам да го потенцирам е дека и да поставам две прашања, дали мислите и дали Министерството за култура мисли дека може македонската музика заслужува да се поддржи со само 150.000 денара, или дали еден фестивал кој што е од ваков карактер и кој што се одржува 9 години поред се поддржува со 150.000 денара. Навистина две прашања кои што треба да се запрашат и да дадат одговор од Министерството за култура, и дополнително Министерката за култура е политичка фигура која што е именувана, додека ние градоначалниците сме изберени политички фигури и носиме одговорност пред граѓаните кои што не бират на непосредни избори, и нашите одлуки ги носиме врз основа на тоа што го мислат граѓаните и какво барање имаат граѓаните. Така да одлуката за настап на Аца Лукас, кој што предизвика огромно внимание во јавноста, е донесена врз база на тоа што го мислат граѓаните, и она што ќе биде мој врвен приоритет, како и до сега, така и во наредниот период, е да го слушам гласот на граѓаните. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас на поканата. Гледајќи ги вака проектите, ќе имаме уште доста теми за разговор во следни гостувања. Да, ви благодарам и на вас на поканата, и еве за крај користам можноста и приликата да ги поканам вашите гледачи на викендот што предстои да бидат гости на Крива Паланка, а ние кривопаланчани сме препознатливи како еснафи, како добри домаќини, и навистина ќе се потрудиме да се покажеме во најдобро домаќинско светло. Благодарам уште еднаш за гостувањето.